Новинарството е куќа чувар на демократијата, или барем треба да биде тоа. Изминатата декада, наместо медиумите да ја чуваат демократијата во Македонија, власта на Никола Груевски ги заузда медиумите како свој загар против демократијата, против политичката опозиција, малобројните критички новинари, против бизнисот. Мнозинството граѓани на Македонија живееја во надреалност креирана од еден центар, која контролирано се ширеше преку скапо платената медиумска мрежа. Заедно со работка со странски елементи нивните агентурни мрежи. Освен меѓумакедонски, сака и меѓуетнички судир. И уривање на институциите по населен пат. Судир и дестабилизација на државата. Да го видиме сценариото. Но не цел месец по изборот на Зоран Заев за премиер, Груевски почна да ја обвинува новата власт за притисоци врз медиумите. Прв пат тоа го направи на прославата на роденденот на ВМРО ДПМНЕ. Јавно говорат дека сакаат медиумите да ги критикуваат. А погледнете што направија со најгледаните медиуми. Оние за кои говореа дека им се најголеми непријатели. Со суптилни закани, со СЈО, со втерување страф, со секојдневни казни на Советот за радиодифузија. На најгледаните 4-5 телевизии нема речиси ниту еден критички прилог за новата власт откако е избрана. А од 10 активности дневно на ВМРО ДПМНЕ, едва и поминува еден или два, и тоа кратко и исплашено. 80% од прилозите се афирмација на новата власт, која само што него донела животот во Македонија. И најважно, тоа никому сега не му пречи. Втор пат, слична изјава даде во Брисел, каде на европските функционери им ја објаснувал наравта на новите власти. Потребата да се внимава за натамошните случувања и процеси во Македонија, имајќи во предвид што се случува со медиумскиот сектор во Македонија по доаѓањето на новата власт. Заглушувањето на медиумите, притисоците врз медиумите, особено врз собствениците на медиуми, вклучувајќи ги притисоците од специјалното јавно обвинителство. Новите станари на Илинденска број 2 велат дека наводите за притисоци врз медиумите се неосновани. Според министерот за комуникација, отчетност и транспарентност Роберт Поповски, времето на контрола на медиумите и на пропаганда завршило со заменувањето на претходната власт. Ги повикувам сите новинари, медиумски работници, главни уредници, собственици на медиуми, нека кажат јавно дали имаат било какво влијание, дали некој дигнал телефон од новата влада, од луѓе кои што се на позиции, да побара нешто, било каква услуга или било какво влијание да изврши. Тоа ниту се случува, ниту ќе се случува. Проблемот е што човекот беше навикнат 11 години да шета, да промовира не знам какви проекти кои што сега гледаме се со огромни промашувања, стотици милиони евра плюс ќе треба да се дадат за автопатиштата што со провизија се работеа. Ќе треба нови траси, граѓаните загрозени им се животите и така натаму, но тој тие ги промовираше со микрофони накитен, со камери околу него, без новинари, без ништо и неговата вистина беше единствената. И сега нормално кога одеднаш јавноста оди ги следи случувањата, медиумите и новинарите го следат сето она што се случувало и се случува. Поставуваат прашања, тој вели ова не е вред, овде има влијание. Сепак, Груевски е во право дека телевизиите Сител и Канал 5 во последните неколку недели не известуваат фаворизирачки за ВМРО ДПМНЕ и демонизирачки за СДСМ. За прв пат по една деценија СДСМ е во водство пред ВМРО ДПМНЕ, а Заев пред Груевски, покажа најновото истражување на Брима Галуп. Повеќе го нема ниту цитирањето на Курир или на Република, а речиси сите интервјуа на представници на ВМРО ДПМНЕ се случуваат на телевизија Алфа. Што се смени, освен власта? Директорот на Канал 5, Иван Мирчевски, негира притисок на новата влада. Зошто тогаш телевизијата ги смени главната уредничка и уредувачката политика? Зошто по долги години еднострано известување реши да воведе дебатен формат и да го наслови само вистина? Сметавме дека досегашната уредничка, претходната уредничка, има потреба да се одмори, поради тоа што долги години е на таа позиција, особено во еден многу сензибилен период, особено од објавувањето на така наречените бомби. И сметав и јас и уредувачкиот колегиум дека не треба свежа крв на таа позиција и тоа го направивме од таа едноставна причина.
Што се однесува до вториот дел околу уредувачката политика, ако не те разбирам добро, тоа е твоја точна забелешка. Канал 5 одлучи да се позиционира во една позиција која што е во овој момент слободна, но е и најекспонирана и на најголем удар и од десната страна и од левата страна, кој тоа би го опишал со едно клатно кое што иде од лево на десно. Канал 5 се согласувам дека е бил на десната страна, не скроз горе, но бил некаде тука. Канал 5 е сега вдека на средина. Сега имаме, знаете какви проблеми. Сега имаме проблеми од десната страна, кој што не напаѓа, зборам не како партија, но го зборам како луѓе кои што се блиски до партиите, од десната страна, од десната провиненција, независно за која партија, не сакам да именувам. Од друга страна, имаме уште пожестоки напати од левата страна, кои што пак мислат дека сега ќе се приближиме натаму, а не. Ние сме решили да бидеме тука и тука ќе останеме понатаму. Сметаме дека е вистинското место за професионалното новинарство во Македонија. Но зошто токму сега? Го прашавме директорот на Канал 5. Прво не е сега, тоа почнавме го правиме уште во 2016 година, ако се сеќавате и вашите гледачи, со почнување на имплементирање на некои заштитени моменти, кога еден надворешен водител, кој што имаше емисија на Канал 5, моравме да употребуваме тонска заштита, за да прекине со константните навреди, клевети, крусифицирање на одредени луѓе. И тоа почна во 2016 во јануари. Тоа деше се полека, особено кога дојде периодот во септември, кога имавме обврска законска 100 дена пред изборите, да бидеме избалансирани, тогаш се случи тоа. Значи не сега. Ако внимателно наследите, ако ги вратите назад емитуваните програми, ќе ја забележите таа разлика. Може би е сега по-експлицитно, од причина што решивме да воведеме емисија, дебата, која што досега признавам воопшто не беше на нашите програми, се вика само вистина, и мислам дека е тоа синоним дека сега сме направиле нешто, но не сме го направиле, тоа сме го направиле многу одамна, но сега е можеби поотворено и подиректно. Но ќе забележите и ќе се согласите со мене сигурно дека дозволуваме и левица и десница да дојдат и ги молиме, ги убедуваме да дојдат да се ги кажат своите стави. Меѓутоа, да се надобрзам, таков е впечатокот во јавноста, бидејќи претходно во Канал 5 воопшто и не можевме да слушнавме дебата помеѓу Тоа го рекол, апсолутно сте во право, да. Имавме проблем, поради тоа што нити едните, нити другите сакаат да дојдат на дебата. Тоа го кажувам јавно. Тука не ја наоѓа можеби вината кај партиите, пред се мора да се биде чесен, можеби се наоѓа вината кај уредништвото во Канал 5, поради тоа што најве земете дека и промената е причина, односно последица за едно тие работи. Јас сум искрен човек, кажувам дека тоа што се случувало, можеби сме го нотирале дека не е веќе коректно и дека веќе не е конјунктурно и сме одлучиле дека треба да се земе таа средна страна. Уште подраматична е промената кај телевизија Сител. На тамошните вести, освен отворената пропаганда, веќе извесно време го нема и главниот и одговорен уредник Драган Павлович Латас. Неговото исчезнување од екраните коинцидира со истрагите на специјалното јавно обвинителство Тотал за затајување данок и Тревник за незаконска изградба на куќи во Зелениково. Не успеавме да добиеме коментар од раководството на куќата, дали станува збор за случајно совпаѓање и зошто е комплетно сменета интонацијата во информативната програма. Професорката по медиумско право Снежана Трпевска од Институтот за комуникацијски студии смета дека Груевски ги извртува тезите, бидејќи токму во периодот на неговото владеење, медиумските организации констатираа дека медиумите беа заробени од неговата партија. Ова е период на ослободување од влијанието на ВМРО ДПМН и тоа не може да се гледа како политички притисок, вели Трпевска. Кај нас со години наназад е заборавена вистинската улога на новинарството, таква каква што треба да биде односно на медиумите. Медиумите, новинарите треба се на страната на граѓаните и на ниту една политичка партија. Улогата на новинарството е од агол на јавниот интерес, на она што е поставено како јавен интерес во законите, владењето на правото, нели, интересот на граѓаните, на граѓанскиот сектор, да ги наблюдува политиките, начинот на спроведување на тие политики, значи пред се да ги наблюдува оние кои се на власт, независно која политичка партија е на власт. Значи тезите дека едни медиуми се провладени, проопозицијски, кои доаѓаат нели од политичките партии, пак имаат за цел да ја замаглат оваа улога на новинарството. И сега би било многу иронично оние медиуми кои до вчера беа про-ВМРО-вски, да речам, ориентирани и
провладини, како ги нарекувавме, бидејќи ќе ја задржат таа позиција, да се наречат критички во однос на власта. Наспроти тврдењето на Груевски за секојдневни казни за телевизиите од Агенцијата за медиумски услуги, фактите покажуваат дека ниедна пријава од Агенцијата против Сител и ТВ Нова за небалансирано известување во предизборниот период не може да добие судска верификација. Иако предметите во судот се делат преку компјутерска програма по случаен избор, сите пријави против Сител и ТВ Нова се паднале кај исти судејки, кои пак редовно пресудувале во нивна полза.